Почитувани колеги пратеници, почитуван колега Сурија Рушиди, јас ќе продолжам онаму каде што вие застанавте, а вие дискутиравте за општина Рачиново. И во делот на општина Рачиново ќе го кажам следново. Тоа е општината во која што Зоран Заев доби многу гласови, многу поддршка, имаше многу очекувања. Зоран Заев, заедно со Оливер Спасовски, заедно со Миликије Халими. Миликије Халими е веќе 2 години, 2 долги години, градоначалник на општина Рачиново. Нема никакви проекти. Има големо разочарување меѓу народот, ништо не е реализирано. Така што граѓаните на општина Рачиново ги имаат разочарано и Зоран Заев, и Оливер Спасовски, и Миликије Халими. Поплаките се секојдневни и огромни. Јас имав можност за време на председателските избори додам во Грушино, додам и во Рачиново. Луѓето се и тоа како разочарани. Би замолил дали имате коментар во врска со политиките, реализацијата на проекти и неуспешноста на Миликије Халими како градоначалник. Второ, колега Рушиди, оваа влада на Зоран Заев ништо не направи во врска со автопатот, кој што е важен за поврзување на Скопје и Приштина. Косово направи автопат до самата граница. Тоа го носи, и тој автопат го носи името на Арбен Джафери, поранешен наш колега тука во овој законодавен дом. Интелектуалец со кој што имаше дебати и разговори со Љубиша Ѓоргиевски, кој што дискутираа за политиката, за уметноста, за филозофијата, за дипломатијата, за огромен број на работи. Косово го направи својот дел од автопатот. Оваа влада на Зоран Заев една шајка нема заковано за автопат кон Косово. Автопатот кон Косово, колега Сурија Рушиди, ќе го почне и ќе го направи владата на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицковски, затоа што сакаме да ја градиме Македонија секаде. Сакаме да правиме автопатишта и во Источна Македонија и во Западна Македонија, сакаме да ја поврзаме Македонија со сите наши соседи, и на север, и на југ, и на исток, и на запад. Ќе градиме Македонија. Да, од април и од мај свртиме нова страница. И за крај, почитуван колега Сурија Рушиди, оваа влада на Зоран Заев нема донесено една фабрика во областите каде што живеат голем број на албанци, исто како што нема донесено и во областите каде што живеат македонци. Јас ќе ви прочитам неколку работи. Владата на ВМРО ДПМН, со кој што можеби сме имале моменти на несогласување со албанците, донесе 1200 вработувања во Леар Тетово, 1300 вработувања во Кичево, Key Safety System, во Струга, ОДВ, Електрик, Костал, во Охрид и така натаму, Бунарџик, на потегот помеѓу Скопје, Рачиново и Липково. Оваа влада нема донесено една нова фабрика во Македонија, затоа народот се иселува. Затоа народот се иселува. Сурија Рушиди.